Така и се враќаме назад во студио 1, отворено студио на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, а во наредниве 5-6 минути ќе поразговараме со колегата Дејан Андоновиќ за едно ново жариште на нешто што се чини дека ќе биде криза не само политичка, биде тоа веќе но може да се претвори во безбедносна криза. Дејан, настаните во Венецуела. Да, па веќе се претпоставува дека Венецуела би можела да биде нов Ирак. Зошто нов Ирак? Бидејќи причина за евентуална воена интервенција во Венецуела или судир на тие две светски суперсили Вашингтон и Москва, но и вмешаноста на Кина само укажува дека може да дојде до нешто што му се случи на Ирак, односно да се обидат американците или Соединетите американски држави и неговите сојузници да го урнат оној социјалистички режим на Мадуро во Каракас. Значи Венецуела точно по идеолошка линија пресече, да кажам, глобална политика. На една страна се стави комплетно Западот, со Европска унија, со американците и така натаму. На другава страна се поредија кинезите, турците, Путин, дел од јужноамериканските... Тие што се со социјалистички режим, као Боливија, као Еквадор, со некакви поавторитарни режими и така натаму, Куба и така натаму. Се разбира, Венецуела е земја која што ги има најголемите резерви на нафта во светот. И тоа е нешто што... четврти извозник на нафта во светот. И тоа е нешто што е веројатно примарниот интерес за обидите да се влие врз неа. Што е, да кажем, биографијата на оваа криза? Таму се одржаа избори. Таму се одржаа избори. Наследникот на Хуго Чавес, легендарниот нивен или социјалистички лидер, кој знаеме беше многу присутен во јавноста како новиот Фидел Кастро или новиот Че Гевара. Неговиот наследник Мадуро победи на претседателските избори, но загуби на парламентарните. Беа спорни тие избори, Западот ги оспоруваше тие избори. Актуелниот претседател Хуан Гуандо, као претседател на собранието, одлучи да се прогласи за претседател, сметајќи дека актуелната власт на Мадуро е корумпирана, што и докажано дека е држава со голема корупција, се прогласи за претседател и експресно доби подршка од Соединетите американски држави, Франција, Британија, цела Европска унија, а да не кажем и оние држави као Бразил, Аргентина и така, Австралија, го поддржа експресно веднаш, дојде дотаму да военото аташе во Вашингтон од Венецуела поднесе оставка, сметајќи дека актуелниот режим не е во право. Од друга страна, Мадуро, сметајќи на својата сила во армијата, веднаш беше подошол. Веројатно армијата ќе биде јазичето на претегнување. Па еден податок ќе кажам дека бидејќи тоа корумпирана држава и во стилот на латиноамериканските држави, податокот дека од 32 министерства во Венецуела 12 или 13 се раководени од генерали, значи корумпирано едно општество. Таму врвните офицери имаат и своји интереси во нафтната индустрија. Токму така, целата армија е инкорпорирана во стопанството на државата. Зошто му даваат подршка? Бидејќи токму Мадуро ги има ставено тие генерали таму за да може да го прават со интереси со се. Од друга страна, Москва го поддржува Мадуро бидејќи таму има една руска нафтена компанија, Роснефт ми се чини. Таа е најголемата руска компанија, која предводи поранешниот канцелар Герхард Шредер и нормално е дека сака да си ги зачува интересите. Ќе повториме, држава со најголеми резерви на нафта, нормално е дека може да дојде до конфликт. Сега се чини дека е некакво затишје, меѓутоа е драматично затишје, бидејќи ставени се некои рокови, Мадуро да се откаже од пред, да свика заправо што побрзо избори. Но и Трамп, улогата на Трамп е многу интересна. Тој не ја исклучи воената интервенција, ги задолжи своите челници на цивилниот и воениот сектор да разработат стратегија како би дошло до воена интервенција. Она што е последно, он се повикува на Никарагва и 1989 година, кога Џорџ Буш изведе воена инвазија на Никарагва. Добро, таа беше и тогаш контроверзна, веројатно и ова ќе биде. Се раководи на Морова доктрина, за гледачите да кажеме дека Моровата доктрина е Америка на американците, така да Соединетите американски држави Латинска Америка ја гледат као свој двор, као своја територија и нема да дозволат втора Куба, она што се случуваше со Куба. Од друга страна, Русија и Кина имаат огромни интереси. Русија се смета дека доколку ја загуби Венецуела, околу 40 милиарди долари ќе ги загуби тие кредити и инвестиции што ги има во Венецуела, но и Кина, која исто така го финансира режимот на Мадуро,
односно му дава кредити, така бартер сделки за нафти и токму така. Има и ми се чини воен комплекс во Каракас, каде што русите произведуваат калашникови, огромни се бизнеси во прашање. Но пак ќе кажам, светот некако на сите страни почна полека да се допира пред некаков воен конфликт. Од Украина преку Сирија, дојдовме нели таму кај во Црното море, сега е Венецуела. Исто така имаше некои планови да подсетам Иран да биде нападнат, но очигледно Трамп соочен со тоа дека Иран се уште прејак, веројатно сега оди на план Б и ќе се обиде да изведе воена интервенција. Очигледно е дека секој ќе се ги штити своите интереси, очигледно дека ќе биде напнато и да видиме нареднава недела, оваа недела бидејќи роковите се до идниот викенд, Мадуро евентуално да свика нови парламентарни избори за да се реши. Што одбива сега за сега. Што тој сега го одбива. Ја повторно ќе кажам, денеска и Мадуро и Гуандо се борат за наклоност на армијата. Дали армијата ќе им даде поддршка на овие или на оние. Се чини дека Мадуро сега за сега ја има предност ради корупцијата, но сиромашните луѓе А и кој знае што се случува за цената, бидејќи и само ќе подсетам на крај, иако демантираше Москва, беа префрлени околу 400 паравоени руски формации од единицата Вагнер, тоа се оние кои беа на Крим, без Крим, така е. Што демантираше Москва, но очигледно тие имаат за задача да го зачуваат режимот на Мадуро и некои стратешки интереси. Претпоставувам дека таму и западни платеници има доволно број. Блеквотер сигурно ќе пристигне ако веќе не се таму. Благодарам, Дејан, вас почитувани гледачи, ве поканувам да останете со нас. За некоја минута ќе се вклучиме во централниот дневник на 1 ТВ, а потоа ќе ја продолжиме вечерта со уште неколку интересни гости. Останете со нас, за 5 минути следува централното издание на дневникот на 1 ТВ.